Центарот на градот полека но сигурно добива нов и модерен лик. Градскиот парк во полн сјај ја разубавува сликата на криопаланичкиот живот, а деновиве жителите добија уште едно убаво катче кое со сигурност ќе биде ново место за одмор и минување на слободните мигови на граѓаните. Партерно уредениот простор кај градскиот музеј во центарот на градот со место за рекреација, фонтана и детско игралиште е едно преубаво место кое што одамна и недостасуваше на Крива Паланка. Се наоѓаме кај новоотворената фонтана во склоп на градскиот музеј Крива Паланка. Оваа фонтана и ова преубаво паркче е одлично место, едно убаво катче за релаксација, дружење, поминување на сите слободни мигови кои ги имаат кривопаланчани. Партерното уредување на просторот е дел од проектот Културно наследство Мост кон заедничка иднина, кој се реализира во време траење од 16 месеци. Водечки партнер на проектот е општина Дупница, Република Бугарија, а партнер е општина Крива Паланка од Република Македонија. Проектот е со вкупен буџет од 286.776 евра, од кои 40% се наменети за општина Крива Паланка. Општа цел на проектот е создавање на одржлив развој во поширокиот регион на општините Дупница и Крива Паланка, преку активности кои се фокусирани на остварување на културна консолидација, обновување и заживување на културното наследство во двете општини, подобрување на културно поврзаната инфраструктура во општините Дупница и Крива Паланка, обновување и заживување на заборавените стари занаети од минатото, зголемување на културната размена меѓу двете општини, стимулирање на културниот идентитет на помладите генерации со подучување на занаетите на нивните предци, популаризирање на културното наследство и создавање услови на развој на културниот туризам во регионот. Очекувани резултати од проектот се формирање на Центар за културно и историско наследство во Крива Паланка, целосно опремување на Центарот за културно и историско наследство во Крива Паланка со соодветна специјализирана опрема за нормално и одржливо функционирање на истиот, оформување на соодветен изложбен простор за поставување на првата археолошка поставка, изработка и издавање на книга за старите занаети во регионот на општините Дупница и Крива Паланка, изработка и издавање на брошура за популаризација на ново формираниот Центар за културно и историско наследство, организирање на заеднички културни работилници за студенти од двете општини и заедничка изложба со цел презентирање на културните вредности, создавање услови за развој на културниот туризам, а меѓу другото и партерно уредување на дворот од објектот во простор за рекреација со фонтана и детско игралиште. Несомнено на Крива Паланка и кривопаланчани им недостасуваше едно вакво убаво место, преубаво место за починка, релаксација и дружење. Овде најмалите во детското катче кое се наоѓа веднаш зад зградата на градскиот музеј ќе може да го минуваат слободното време. Токму овој амбиент не само што ја разубавува сликата на градот, туку и сите кривопаланчани од најмладо до најстаро се видно задоволни. Често се овде, а коментарите се позитивни и од страна на постарите, а секако дечињата не ја сокриваат радоста што може да минуваат убави моменти тука. Задоволство на сите жители ова прерасна во катче каде што сите го минуваат своето слободно време. Разговараме со еден граѓанин на Крива Паланка, како се викате? Славчо. Така. Колку често доаѓате овде отколку е отворен паркот? Ој не е втори пат. Така. Дали ви се допаѓа и што мислите? Многу добро, задоволни сме. Добро е за децата да имат да се кај играт, да не идат по улица, многу е добро. Задоволни сме од направените. Кога сме слободни, со малиот ќе доаѓаме да се прошетаме, да се малку изигра, да се дружи со деца. Многу е пријатно. Како се викаш? Да. Даме. Колку години имаш? 5. Кажем 5. Дали ти се допаѓа тука? Да. Дали доаѓаш секој ден тука? Да. Секако, преубаво уреденото детско катче кое што се наоѓа зад зградата на градскиот музеј во склоп на целиот комплекс ја доби својата првична намена. Дечињата заедно со своите баби и дедовци овде го минуваат сето слободно време. Ова детско катче постојано е полно со најмалите. Како се викате? Моника? Сар. Колку често доаѓате овде? Доаѓате ли овде секој ден? Да. Да. Што правите овде? Се дружите? Да, игравме се, љуѓаме. Така, дали ви се допаѓа? Ни се допаѓа многу. Здраво, како се викаш? Нина. Нина, дали често доаѓаш овде? Прв пат доаѓам тука. Како ти се допаѓа? Добро. Имате место за дружење, за забава, така? Да. Како се викаш? Јана. Дали доаѓаш овде секој ден? Да. Дали ти се допаѓа како? Да. Нина. Дали овде го поминуваш слободното време? Да. Колку често доаѓаш? Па, еднаш дневно. И колку време поминувате овде? Подобро овде отколку дома на компјутер? Да.
Со оглед на тоа што повеќето активности се приведени кон крај, проектот е во завршна фаза. Градоначалникот Арсенчо Алексовски информираше дека во тек се преговорите со Министерството за култура на Република Македонија за археолошката поставка која ќе биде сместена на вториот кат во овој дел од музеот, со што ќе финишираат сите активности од проектот. Официјалното пуштање во употреба се очекува деновиве, а дотогаш граѓаните уживаат во ова преубаво катче од градот.